Можеме? Само име Да. Почитувани медиуми, јас сум подполковник Горан Кимов, директор на тимот за оценување на лесната пешадиска батальонска група. Почитувани медиуми, почитувани присутни, денеска го означивме почетокот на оценувањето на борбената готовност на НАТО целната способност батальонска борбена група. Батальонската борбена група ќе биде оценувана во согласност со концептот за оценување на борбената готовност на командата за копнени сили на Сдружената оперативна команда на НАТО. Имено, изминатиот период со издавањето на наредбата за оценување на борбената готовност во август 2025 година, започнаа подготовките на тимот за проверка и оценување на борбената готовност на батальонската борбена група. За таа цел, тим од 40 сертифицирани НАТО оценувачи беше формирана групата и истите го започнаа повеќе од 9-месечниот процес за подготовка за проверка на борбената готовност. Се разбира, целокупниот процес на подготовка беше во координација и корелација со командата на копнени сили и со одредените НАТО монитори за мониторирање на целокупниот процес. Исто така, во планирачкиот процес на оценување на борбената батальонска група беше во корелација со раководството и директоратот на вежбата Блесок 26, која што ќе биде искористена за проверка и оценување на сите потребни критериуми за сертифицирање на батальонската борбена група. За таа цел подготвени се повеќе од 20 настани, проследени со преку 100 инциденти кои што ќе ги предизвикаат персоналот од батальонската борбена група на покажување на својата подготвеност. За таа цел, истата ќе биде проверена во 7 области. Од подготовка и проверка на подготвеност на целокупната документација, проследена со изведување на најразлични операции, преку заштитата на силите, заштита на информациите, командувањето и контрола и се разбира најпотребното логистичките капацитети на единиците. Сето тоа ќе биде реализирано во 3 фази. Првата фаза, која што туку ја започнавме, а тоа е проверка на подготвеност во касарна, проверка на целокупноста на индивидуалната, колективната и опремата неопходна за извршување на доделената мисија. Потоа ќе следува проверка и оценување во теренски услови, како што напоменав, со искористување на вежбата Блесок 26. И на крајот, третата фаза, завршување на формалниот извештај за способноста на батальонската борбена група. Се разбира, напоменувам уште еднаш, целокупниот процес беше планиран и координиран од страна на мониторите од предпоставената команда од НАТО и исто така целокупниот процес на евалуација на единицата ќе биде под непосреден мониторинг од означените оценувачи и монитори кои што се денеска присутни со нас. Ви благодарам. А кога ќе бидат познати оценките? Кога ќе се обелоденат? Како што и напоменав, третата фаза е завршување на формалниот извештај, со што и ќе ја имаме оценката за подготвеноста на единицата, а тоа ќе биде во петок. Ова е прва ваква оценка? Ова на батальонската борбена група, ова е прво оценување, меѓутоа тоа е само надоградување на досегашниот капацитет, односно целна способност, лесниот пешадиски батальон. Лесната пешадиска батальонска група е нова целна способност што ја имаме и е подготвувана изминатиот период повеќе од 4 години и денеска преку вежбата Блесок 26 ќе ја провериме незината подготвеност и обученост. 2022 нели беше оценувана пешадиската бригада? Како што напоменав, 2022 беше проверена способноста на лесниот пешадиски батальон. Тоа беше целна способност која што имавме во тој период и истата беше
проверена и оцената со способна за извршување на мисијата. Сега во 2026 година вршиме проверка и оценување на батаљонската борбена група, која што е формација со основа од лесниот пешадиски батаљон, надоградена со дополнителни капацитети во поглед на борбената, огнената и логистичката моќ на единицата. Какви се вашите очекувања за резултатот од оваа активност? Се разбира дека постојано го мониториравме процесот на подготовка на единицата. Очекувањата се дека тие ќе го покажат најдоброто од себе. Фала на го. Başka da şimdi var.